Ве замолувам подпредседателе вице-премиерот Меджити да вледат и за него се моите две пратенички прашања. Почитувани колеги, почитуван председателя на владата, колеги министри во владата, јас имам три пратенички прашања, од кои што два се однесуваат на вице-премиерот Меджити, министер за животна средина и просторно планирање, и едното за министерот за економија и труд господинот Турмиши. Почитуван вице-премиер, деновиве до мене и до колегите кои што доаѓаме од Битола во овој парламент стигна едно писмо од кое што јас би сакала да прочитам еден дел, од каде што ќе го извлечам моето прво прашање. Иако градоначалниците од Битола и регионот ја најавуваат и презентираат изградбата на регионалната депонија, најавуваат објава на тендерски постапки за истата, јас како председател на совет, како и сите советници, немаме никаква информација во врска со депонијата. Побаравме информација од општина Битола, но во писмена форма на мејл ни беше одговорено. Подпредседател, ако може само. Ве замолувам само за внимание. Ни беше одговорено дека информацијата ќе ја добиеме кога ќе биде распишан тендер за изградба на депонијата. Јавноста реагираше бурно на информациите објавени во медиумите дека во близина на Битола ќе се гради нова депонија, а со тоа се создаде паника и вознемиреност која е оправдана бидејќи ние како совет, ни граѓаните имавме доволно информации за депонијата. Би сакала исто така да ви известам дека загриженоста на граѓаните се преточи во протести кои беа со конкретни барања. Знаејќи ги нашите надлежности, прво како граѓани, но и како советници, едногласно го прифативме предлогот на колегата на советникот Иван Чулаковски, заклучок со кој Советот на општина Битола бара од владата на Република Северна Македонија измена на локацијата за регионалната депонија. Од тука, моето прашање е следно. Дали вие, како министер за животна средина и просторно планирање во рамките прво на вашето министерство, потоа на ниво на влада го разгледавте заклучокот кој што беше едногласно изгласан во Советот на општина Битола од сите советници кои што ги имаат изгласано граѓаните на Битола кои побараа дислокација на регионалната депонија. Дали вие како министер за животна средина сте одржале состаноци со општините на Пелагонискиот регион, за да ги информирате за целиот процес за регионално управување со отпад и изградба на нова санитарна регионална депонија? Граѓаните реагираат дека не сакаат депонија во Новаци, во Битола има протести. Би сакала да знам што вие направивте на оваа тема. Моето второ прашање се однесува исто до вас. Состојбата со животната средина е алармантна, а неодамнешна еколошка катастрофа во Крива Паланка е јасен показател за системските пропусти, институционална негрижа и криминалните врски меѓу власта и бизнис интересите. Излевањето на опасни материи, тешки метали, отрови и цијанид од рудникот во Крива река представува директен напад врз здравјето на граѓаните и животната средина. Водите од оваа река продолжуваат потекот на пчиња и вардар, загрозувајќи илјадници луѓе, додека се молчи и се покрива овој скандал. Додека пак независните анализи покажуваат алармантни концентрации на токсични материи, институциите под ваша надлежност реагираат со невидена заинтересираност. Наместо итна реакција, јавноста доби срамно соопштение дека се излеала само вода. Но таа вода е отровен коктел од метали, арсен и цијанид, директна закана по човечките животи. Во секоја демократска и одговорна држава за ваков скандал ќе имавме оставки и кривична одговорност. Но во нашиот случај институциите кои треба да ја заштитат животната средина и здравјето на граѓаните се претворија во заштитници на корпоративни интереси. Која е причината за молкот на инспекторатот? Дали намерно се штитат бизнис интереси? Дури кога локалната власт, самоуправа, одлучи храбро да ја сподели вистината, беше нападнат од представници на владачката партија. Ако не беше нивната одлучност, граѓаните ќе продолжеа да ја користат оваа токсична вода, а институциите ќе продолжеа да молчат во заштита на еколошкиот криминал. Затоа, почитувам вице-премиер, моето прашање до вас е следно. Дали чувствувате барем најмала одговорност, што додека вашите институции тврдеа дека се излеала само вода, во Крива река течеа цијанид и тешки метали? Дали конечно ќе побарате одговорност од оние кои што ја дозволија оваа еколошка катастрофа? Или и понатаму ќе сведочиме на неказнивост и заштита на бизнис интересите на власта по цена на човечки животи?
Моето трето прашање е до министерот за економија и труд, господинот Дурмиши. Господине министре, јас се надевам дека сте свесни за економската состојба или економската несостојба во последните 10 месеци во државата, каде што животот за мнозинството стана луксус, каде што секојдневно растат цените на храната, на сметките, а платите остануваат срамно ниски. Статистиката вели дека инфлацијата е 5%, но граѓаните знаат дека реалноста е уште пострашна. Потрошувачката кошница во февруари 2025 година достигна 63.773 денари, 100 евра повеќе од лани. Две минимални плати не стигнуваат ниту за основните трошоци. Народот е принуден да бира храна или сметки. Како одговор на оваа катастрофа се донесена срамна и навредлива одлука зголемување на минималната плата за бедни 1.800 денари. Без консултација со синдикатите, без социјален диалог, без трошка совест. Дали мислите дека 1.800 денари ќе ги покријат зголемените цени на основните производи кои вие сами ги дозволивте со вашите лоши мерки? За разлика од вас, Социјалдемократскиот сојуз покажа што значи да се грижи за народот. Докажавме дека минималната плата може и мора да расте. Во нашиот мандат минималната плата беше зголемена неколкократно, носејќи вистинска помош за работниците и нивните семејства. Ја покачивме платата со јасна стратегија и законски решенија кои сега се уништуваат. Социјалдемократскиот сојуз го цени трудот на народот, затоа секогаш работевме за економски развој кој е фер за сите, а не само за богатите елити. Наспроти тоа, вашата власт се игра со трпението на граѓаните. Свесно ги туркате во бездна, на рап на сиромаштија, за да можете да ги контролирате и манипулирате. Од тука сакам да прашам, зошто ја донесовте оваа одлука без работниците и работодавачите? И уште поважно, дали конечно ќе го префатите предлогот за минимална плата од 500 евра или ќе предложите да се играте со судбините на работниците? Ви благодарам. Благодарам.